повеќе од 2/3 од досегашните дистрибуирани вакцини во САД неискористени. Зошто толку се доцни со вакцинирањето? Рафаел Ворнок, прв црн сенатор од сојузната држава Џорџија. Ке слушнете за неговиот пат до оваа историска победа. И за време на пандемијата, дел од босанската диаспора во САД со нов бизнис. Деталите во приложение. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Застој во вакцинирањето против COVID-19 во САД. 2/3 од дистрибуираните вакцини и натаму неискористени. Која е причината за ова во време кога САД регистрираа над 22 милиони заразени? Од прилогот во продолжение. Распределбата на вакцините за COVID-19 оди поспоро од очекуваното, па сега некои сојузни држави преземаат чекори да ги забрзаат нештата. Во Њу Јорк гувернерот вели дека болниците мора да ги потрошат вакцините за една недела откако ќе ги добијат. Секоја установа која нема да ги употреби вакцините може да биде казната од $100,000 па нагоре. Мора да ги употребат во рок од 7 дена, во спротивно нема да бидат вклучени во натамошната дистрибуција. Куомо вели дека болниците ги добивале вакцините изминативе 3 недели како дел од програмата со која им се дава приоритет на здравствените работници. Но тие имаат искористено само 46% од првата доза. Хоспитализациите во Њу Јорк се удвоија од почетокот на декември и надминаа 8200. Бројот на нови случаи скокна за 27% минатата недела и надмина 13.600 на ден. Во меѓувреме, во Флорида има долги редици на луѓе кои чекаат да добијат вакцини за коронавирус. Постарите од 65 години и медицинските работници се приоритетни групи. Гувернерот на Флорида објави дека државата ќе ги достави дозите до оние болници кои можат најбрзо да ги потрошат. Во Калифорнија, најтешко погодената сојузна држава, гувернерот Гавин Њусом ова го изјави. Изминативе 14 дена речиси 4.000 жители на Калифорнија ги загубија животите. Ова е смртоносна болест. Ова е смртоносна пандемија. Останува исто смртоносна денес како и кога било претходно. Њусом вели дека и Калифорнија работи на забрзување на дистрибуцијата на вакцините. Ќе видите побрза дистрибуција на вакцините, можам да ве уверам во тоа. Знам дека досега се одвиваше преспоро. Додека бројот на случаи на коронавирус достигна речиси 21 милион, Центарот за контрола на болести соопшти дека досега низ САД биле дистрибуирани речиси 4,6 милиони дози од вакцината. Првиот афроамерикански сенатор од Џорџија, Рафаел Ворнок, ќе има тешка задача да го оправда и надгради наследството на 10 други црни сенатори избрани пред него, меѓу нив Барак Обама и Камала Харис. Погледнете кој е Ворнок, новиот демократски сенатор од оваа јужна сојузна држава, која традиционално со години избираше само републикански кандидати. Победата на Рафаел Ворнок во една од повторните сенатски трки во Џорџија го направи првиот сенатор афроамериканец во историјата на оваа јужна сојузна држава. Стојам пред вас како човек кој знае дека неверојатното патување што ме доведе до ова место и во овој историски момент за Америка може да се случи само овде. Ни кажа дека не можеме да победиме на изборите, но докажавме дека со надеж, напорна работа и со поддршка од народот се е можно. Победата на Ворнок предизвика политичка промена во Џорџија, која традиционално е републиканска сојузна држава. Повторните избори минатата недела се случија во време кога Џорџија и целата држава се обидува да се справи со пандемијата на коронавирус, од која досега починаа речиси 360.000 лица. Во неговиот победнички говор, Ворнок зборуваше за последиците од пандемијата. До сите кои се соочувате со проблеми, независно дали сте гласале за мене или не, ќе се борам за вас секој ден во Сенатот на САД. Заложбата да работи за сите го отсликува неговиот карактер низ годините, вели Фред Хикс, политички стратег од Атланта. Прво, тој е човек на кој секој може да му пристапи. И второ, фактот што служи во црквата на Мартин Лутер Кинг е потсетник дека тој представува мост од генерацијата за граѓански права до денешната генерација.
Ворнок доаѓа во Сенатот по 10 други афроамерикански сенатори, почнувајќи од Хайрам Родс од Мисисипи, кој стана првиот црн сенатор во Америка во 1870 година. Во посовремената историја се вбројуваат Керол Мосли, Тим Скот, Кори Букер, Барак Обама и Камала Харис. Тој треба да го оправда наследството на лице како Барак Обама, кој служел во Сенатот, што ќе представува голем притисок, бидејќи штом афроамериканец се избран во Сенатот, независно дали тоа е Барак Обама или Камала Харис, луѓето автоматски очекуваат следниот чекор да биде председател. На краток рок тој се соочува со уште еден предизвик, вели Андра Гилеспи од Универзитетот Емори. Најголем предизвик со кој Ворнок ќе се соочи веднаш е фактот што тој го пополнува незавршениот мандат на поранешниот сенатор Џони Ајзаксон. Тој ќе треба да се бори за мандат повторно за 2 години, така што најголем предизвик ќе биде тоа што веднаш ќе мора да почне со кампања за реизбор. Ворнок е роден во Џорџија, каде израснал и завршил на коледжот Морхаус, историски афроамерикански либерален коледж за уметност во Атланта. Подоцна станал доктор по теолошки науки. А босански имигранти во Вашингтон отворија бизнис за време на пандемијата. Борбата да се преживее за нив на крај заврши како успешна приказна. Пред пандемијата со коронавирус, Адина Кавазович, имигрантка од Босна која дошла во САД 2003, работела во голем синџир на фризерски салони во Вашингтон. Пандемијата ја принудила фирмата да затвори и речиси половина од салоните, а Дина останала без работа. Но и покрај економскиот ризик, таа нашла храброст да отвори собствено студио за коса во јули. Било е веoma страшно подписат. Многу беше страшно да се потпише договор. Во тоа време веќе 2 месеци бев без работа, а сега наеднаш се зависи од вас. Но го направив тоа со помош на семејството. Тоа е најдоброто нешто што сум го направила за себе. Бев стрекна и преплашена во исто време. Прво, имало недостиг на производи за коса заедно со други проблеми со кои се соочуваат сопственици на бизниси. Кад радиш за велики салон, Кога работите за големо студио, не плаќате за ништо, но ви земаат 50% од заработката. Кога имате собствен салон, поинаку е. Документите што се потребни за изнајмување на мал простор се истите што се потребни за голем салон. Но зависите од себе си, работите на ваш начин, од уредувањето на просторот до маркетингот и се друго. Друга босанска имигрантка, Лариса Спиритович, се потсетува на тешките денови кога започнала свој бизнис по глобалната финансиска криза 2008. Завршила стоматологија, работела во стоматолошка клиника кога решила да отвори собствена ординација во 2010. To je bilo jedno možda Гледајќи наназад, тоа беше можеби едно од најтешките времења да се започне бизнес, но бевме трпеливи и успеавме со многу работа и упорност. Спиритович морала да ја затвори ординацијата во март заради пандемијата со COVID, но успеала да отвори повторно во јуни со сите мерки за практикување безбедност. u biti cijeli dan nosimo 2 maske. Носиме по 2 маски во текот на денот и заштитен визор. Имаме на себе непропуслив лабораториски мантил од полиестер и не е многу пријатно така да сте облечени цел ден. И Кавазович вели дека прави се што е во незина моќ муштериите да бидат безбедни. ja samo uzmem 5 Имам најмногу 5 муштерии на ден. Работам од 11 сабајле до 8 навечер и оставам доволно време помеѓу клиентите за дезинфекција и чистење. Секој мора да носи маска и да му биде проверена температурата. Овие жени велат дека успеале да се одржат во овие услови, но дека едва чекаат да работат во постпандемичен свет. Со оваа информација ги заокружуваме денешните вести, а вие останете со нас и на социјалните медиуми. Пријатно до утре!